Веројатно е подзаборавено, но со релативно освежување на меморијата. Лесно се навраќаме на тие славни времиња, кога за прв пат, под непосредно влијание на кинезите, беше измислена терминологијата на која не само ние, туку и целиот свет со судни маки се привикна. Почитувани граѓани, време е сите ние, како поединци, но и како општество, да се подготвиме за новата нормалност. И таман кога помисливме дека од навиката има одвика и дека сме спасиле жива глава, кога таа пак и овој пат може би уште посериозно од преку барата се враќа во глобални рамки. И што е специфично, таа се шири побрзо дури и од вирус. Разговарав со десетици луѓе, таа е линијата. Тоа е новото нормално, кое што доаѓа од Вашингтон и кое што ќе го преплави светот, да знаете. Тука нема играње. А кога топката не е целосно во наши раце, туку само од пристојна оддалеченост со симпатии кон некој од актерите ја наблюдуваме играта, се буди стравот и традиционалниот домакински менталитет, во кој, за не дај Боже, почнуваат да се складираат резерви. Но проблем е, дали и какво ќе биде пакувањето. Земете и споредете време на готвење на тој грашак од конзерва. Може би на вас не ви е важно, ама за едно просечно македонско семејство е важно колку време ќе биде вклучен шпоретот. Дали 10, 15, 20, 30 минути така натаму. Очекувано, како и на секоја чешма се јавуваат разлики во мислењето. Па со извинување или без него. Останува да виси дилемата, дали е поисплатливо пократко да се стои на догнот или да се искористи не толку скапата, друга агрегатна состојба на истиот производ. Во однос на грашокот, и јас сакам да купам од конзерва, ма не сум сама, 4 члени сме, па мораме да одиме во еден од најефтините маркети и да купиме замрзнат грашок. Без оглед дали судирот завршува во прилог на конзервата или на кесичката. Тоа што се вика ново нормално е флоскула, која може да им се продава како теза само на возрастните. Оти новите генерации такво нешто не прифаќаат. А зашто не јадеш? Зашто грашак у планина не јадам. А не јадеш грашак? Никаде не јадам. И на крајот, најважно од се е да се остане принципиелен и да не се отстапува од позицијата која веќе е зафатена. А што очекуваш да јадеш? Значи, ја очекувам од хамбургер до бурито, значи до месо, до се тоа убавото. Убаво или не, ново или не. Добро ќе биде само да остане барем нормално. Од другото, сите и онака сме веќе заситени.